Вие денеска немате освен еден, двајца луѓе кои што се колатерална штета и на едните и на другите, да одговара за своите злодела, да одговара за целокупниот криминал. Па вие на очиглед на целокупната јавност имате човек кој што јавно побарува рекет и при тоа е ослободен од страна на судиите. Значи судиите, јас често пати говорам, тие верно им служат, им одговараат. Мислите на Зоран Заев? Мислам на тој што го кажав претходно, значи во ова судиите едноставно само го менува адресот и им служат на интересите на политичките лидери. А знаете ли кој му беше еден од адвокатите на Зоран Заев? Во Не тој знам. случај со рекет? Не знам. Тони Менкилски, еден од главните играчи сега. Беше во тимот. Беше Беше во Тони тимот. Менкировски е момче кој што подолго време во умро да помине, меѓутоа нели како адвокат Беше во сигурно. тимот на Зоран Заев и сега еден од главните играчи, може беше кандидат да биде министар за внатрешни, министар за правда, може би начело на јавно обвинителство. Така функционира курто-мурто системот. За жал тоа е вистина и така функционира целокупниот систем. Значи, Впрочем, чекај, не е изолиран случај Никола Димитров. впрочем, Кој имате и други, се шантра колада со дупната гума. Колада со дупната гума. Кога говориме за тие недоследности и непринципилности, имате голем број на адвокати кои што учествуваа во шарената револуција, па после се појавија бранители, се појавија како бранители на луѓето против кои што протестираше шарената А револуција. овие од шарената револуција сега се потврди националисти од овие што беа во ГДОМ. И тоа шарена револуција беше обична измама за македонскиот народ, се со цел нели да дојде одредена гарнитура на власт, повторно на еден манипулативен начин и да прави така како што прават претходните. Да го смениме.